Солидарноста на македонската влада и подготвеноста да им излезе во пресрет на семејствата кои доаѓаат од Украина заглави во воспитно-образовните установи. Веќе еден месец, дечињата кои од завојуваната земја пристигнаа во Македонија чекаат надлежните институции да најдат решение за нивни упис во градинка, додека во меѓувреме секојдневно пристигнуваат бегалци од кризните региони, претежно мајки со малолетни деца. Една од нив е и Олга Косиченко, која морала да ја напушти родната Полтава за да ги спаси своите 3 деца. Запишувањето на дечињата во градинка воопшто не треба да биде дискутабилно, вели таа. З Харкова, які просиділи 10 днів. Сакам синчето да посетува градинка овде во Охрид, да се дружи и да учи заедно со другите дечиња. Јазикот воопшто не е бариера. Децата брзо учат, но треба државата да не излезе во пресрет. Само така децата ќе заборават на оние ужасни слики од бомбардирањето во Украина, од кои имаат силни трауми. На упис во градинка чекаат и првите дечиња кои во Охрид дојде од Украина, 5-годишниот Андреј и 2,5-годишниот Никита. Но и да не застануват во едукацијата, да, тоа е да се социализират, да имат другарчина овдека, да си најде деца со кои што може да си играт, да не се цело време само со мама, тато, баба и дедо. Значи тоа е исто многу битно. Како што веќе тие си одеа во градинка во Украина, јас му кажувам дека не знам кога ќе се вратиме, прашвит кај ми се другарчињата мои, прашвит тие од градинка. Некој што имаме контакт, знаеме, му кажеме пример се таму во друг град се, кај роднини, кај ова, а кога јас ќе се вратам, што да му кажам? Дарко успеа да стапи во контакт со докторите од клиниката во Харков, кои му ги испратили вакциналните картони од дечињата, а започнали постапка за вадење на извод на родени на македонски јазик. Но таа среќа ја нема дечињата чии родители се украинци. Додека од Охридската градинка Јасна Ристевска се правдаа дека не можеле да ги примат дечињата, оти немале македонско државјанство, здравствени книшки, извод на родени, лекарски картон и уредно примени вакцини, од труд и социјала рекоа дека работеле на изнаоѓање решение. Бидејќи од тогаш изминаа 10 дена, уште во петокот испративме допис. Прашавме дали има некаков епилог и дали е точно дека во некој од скопските градинки веќе се примаат дечиња дојдени од Украина, но одговор не добивме.